Човек, кога мислиш дека сите ти свртеле грб, секогаш до тебе останува да стои еден упорен човек. На секоја жена и треба подпетица, на секој маж му треба кравата, а чадорот се носи по потреба. Секогаш сакам кога женското творештво го поврзувам со некаков символ. Еве ова утро со Марина Мијаковска и со незините книги ние се наоѓаме пред овој споменик. Споменикот на една жена, мајка, на жена жртва, на жена која што од својата утроба, од своите гради, заради некои други околности си ги откинала своите најмили. Една жена, кога пишува поезија или проза, го смета светот за машки и сака да му се спротистави? Да, може да се каже дека жените пишуваат различно од мажите, а тоа е во перцепцијата, која што е поинаква. Од природата и од внатрешниот глас, кој што сака да излезе и да произнесе едно поинакво и друго видување на нештата во светот, а воедно и во писмото. Жените создаваат едно женско писмо, кое што говори низ внатрешноста и суштината на тоа да се биде жена. Во пролет будна ластовица игра шах, птици во јато. Овде не случајно сме затоа што во вашата наградена книга Постела на тишина вие храбро ја предизвикувате со сопствената поезија, поезијата на Рацин, или всушност преку својата поезија и се поклонувате на поезијата на Рацин, на еден маж стамен со збор и со дело во македонската поезија. Да, би сакала да кажам дека Постела на тишината е седмиот носител на наградата Бели мугри за поетска книга од млад автор до 35 годишна возраст. Оваа книга ја работев темелно, некаде околу 3 години се посветував на пишувањето и создавањето на поетското писмо во оваа книга. И можам да кажам дека се состои од 3 поетски циклуси. Тишина по рабовите на страниците, циклус кој што говори за тоа дека женскиот глас е држан во една тишина, во една изолација и затвореност. А преку поезијата, женскиот глас избива и буди одредени промени и во канонот на литературата. Вториот циклус е носечки циклус, Постела на тишината, а најважен од оваа поетска книга е третиот циклус, Кочо Рацин во писмото на тишината, каде што имам 13 поетски творби посветени на творештвото на овој великан на македонската книжевност. И како се чувствувате? Зборуваме за едно не толку минато време, кога ви кажа дека токму вие поетесо, која што му се поклонивте во книгата на Кочо Рацин, всушност ја добивте наградата Бели мугри. Можам да кажам дека ова за мене беше една од најважните награди за млад автор, иако досега имам добиено и Карамановата награда за една моја поетска книга, меѓутоа сметам дека оваа книга носи одредена тежина и одредена поетска зрелост во моето творештво и затоа ми е многу важна и многу драга, посебно затоа што е посветена на најголемиот автор во нашата литература, најголемиот поет меѓу поетите, а тоа е Коста Солев Рацин. Глуварче голо крај Црна река стои, 2 самовили. И при прочитување на туѓо машко писмо, писмото, односно поетските пораки на Коста Солев Рацин, и мене ми беше еден вистински предизвик и една творечка јадица за да јас создадам писмо кое што ќе биде женско, натопено со женски телесни видувања и женски телесни течности и кое што на некој начин ќе се сопостави или поврзе со творештвото на машкиот автор, односно Рацин. Имате 31 година, тоа ќе го кажеме заради тоа што зад вас имате започит писателски ангажман. Не велам само дека имате поезија, имате раскази, есеи, критики. За 31 година тоа е сепак творештво, како што кажав, започит. Зошто толку многу ја сакате литературата?
млада сте, има и други работи кои што можат еден млад човек да го обземат. Литературата за мене е мој живот, предизвик да се живее и да се обликува животот на еден креативен и уметнички начин. А тоа е нешто што јас го носам од своето детство, љубовта кон литературата и пишаниот збор. Иако можам да кажам дека многу подоцна започнав да пишувам, затоа што прво сакав да прочитам доволен број на литература, да имам одредени знаења за литературата, па затоа и студирав општа и компаративна книжевност, исто така магистрирав на катедрата за општа и компаративна книжевност и тоа е една траекторија што јас ја носам како човек и без која не би можела да постојам. Значи, уметноста е тоа што јас го сакам и ми дава одредена смисла и убавина на мојот живот. Спакуван куфер, остров со палми спие, довидување.